Граѓанското здружение Здрава котлина жестоко го критикува усвојувањето на новиот закон за минерални суровини во собранието, оценувајќи го како чекор што отвора сериозни правни и еколошки ризици. Во јавен повик до председателката Гордана Силјановска-Давкова, тие бараат да не го потпише указот и да го искористи механизмот на вето. Од Здруженијето посочуваат дека клучниот проблем се одредбите кои им дозволуваат на концесионерите да започнат со работа и пред да се решат имотно-правните односи со сопствениците на земјиштето. Според нив, тоа представува директно навлегување во уставно гарантираното право на сопственост и отвора простор за правна несигурност. Екоактивистот Ѓорги Танушев предупредува дека со измените практично се заобиколуваат процедурите за експропријација, овозможувајќи им на инвеститорите да почнат со експлоатација веднаш по добивање дозвола. Приватната собственост е загарантирана со устав, а ова соменување на законот кој што надира во делот на експропријација овозможува на било кој концесионер да копа веднаш ќе добие дозвола за експлоатација. А таа доза за експлоатација, за да се добие, неопходно е да се расчистат имотно-правните односи. Ако вам ви дозволат само со обично барање, да поднесено барање, не решено барање, да добиете дозвола за експлоатација, навлегуваме директно во собственост на приватни лица кои што ќе имат проблем. Ако немат тие проблем, ќе имат тогаш државата проблем, бидејќи државата ќе мора да плаќа или за концесионерот ако биде спречен, или пак приватното лице ако тужи, државата пак него ќе мора да му плаќа. Така да ова е многу избрзана одлука и бараме да се преиспита повторно, да се разгледа пред да биде донесен. Покрај правниот аспект, Здрава котлина алармира и за еколошките импликации, наведувајќи дека новите правила го олеснуваат отворањето рудници и во земјоделски и во населени средини. Според нив, ова повторно ги отвора прашањата за потенцијални рударски проекти во југоисточниот регион на земјата. Очигледно дека натаму се тера работава, иако тоа ќе биде катастрофално решение, ако навистина тоа го мислат. Јас ќе ги потсетам што оно што го зборува пред избори, значи 2023-2024, па и пред локалните избори, да се потсетат, бидејќи има снимки, има видеа, има интервјуа. И ако навистина така мислат да го правиме, тогаш народ ќе се побуни и сигурно веќе има раздвижување на терен, се мобилизираат луѓето, бидејќи страф озачува, така да ние сме спремни да делуваме. Од Здрава котлина додаваат дека законот бил донесен на брзина и без широка јавна дебата, оставајќи сомнеш за постоење на одредени интереси во позадина. Тие потенцираат дека темата за рударството не смее да се сведува на политички или идеолошки прашања, туку треба да се третира како клучно прашање за заштита на животната средина, здравјето на граѓаните и правниот поредок.